Добро утро. Денешна наша гостинка е Ана Василева, една од двете авторки заедно со Румена Божаровска на Пич Прич, вечерите на раскажување на женски приказни, кои што слободно можам да кажам дека се едни од најпопуларните кога се работи за јавно говорење на женски теми. Ана, благодарам што одвои време да не запознаеш со она што следува, а тоа се ново издание на Пич Прич. Така, ти благодарам, Сашка, за издвоениот простор и време и ти благодарам за убавите зборови. Да, имаме ново издание на Пич Прич, конечно со физичко присуство и во затворен простор. Ќе биде на 13 мај во Тоа сабота. Тоа е следниот петок. Се извинувам, да, следниот петок, во право. Петок 13. Петок, да, Како за го женски избиравме приказни. точно вештерски, да не биде терминот. Во Филхармонија од 20 часот и ќе биде во рамките на 10 годишнината на ТИТ, Организацијата за феминистичка култура и акција, која што е всушност наш партнер уште од самиот почеток, бидејќи првото издание на Пич Прич во 2016 година се одржа токму во рамките на фестивалот Прво па женско. Да, годишнината е на фестивалот за феминистичка култура и акција Прво па женско, а тите организацијата што го потпишува. Ете заедно со Румена одлучивте овој настан да го наречете цепки, тоа е темата. Да. И некоја втора подтема е All Stars, односно најдобрите или најинтересните според вас раскажувачи, повторно да ги поканите после извесен број години и да зборуваат на темата цепки. Да, со оглед на тоа што ова е 10 годишен јубилеј на фестивал на феминистичка култура, што не е нешто многу често, како да кажам, особено некај нас. Особено некај нас, па и во регионот, ми се чини и глобално, дека таквите настани знаат често да замрат и да не се многу популарни, да не влезат, да не станат дел од естрадата, да не станат дел од популарната култура, што за среќа мислам дека Пич Прич многу успешно го прави, а и самиот Прво па женско фестивал. Со оглед на тоа што е јубилеј, решивме да поканиме дел од раскажувачите што имале најсмешни настапи, најхумористични настапи. И да, All Stars решивме да го наречеме и ги поканивме оние кои што во Битола, например, на настапот на Софија Ристовска, двајца од луѓето што беа во публика паднаа, буквално, значи не... Падна од смеење. Падна од стол од смеење. Да, имавме незгода. Сега не знам колку се столчињата стабилно, а во секој случај имаше паѓање. И да, решивме да поканиме дел од најуспешните, најсмешните настапи, односно најуспешните раскажувачи, и тоа се, како што веќе спомнав, Софија Ристевска, режисерка, уметница, понатаму Маја Казакова, која што е најнеодамнешниот настап, настапуваше сега во октомври во 2021. Маја Казакова, радиоводителка, Петар, кој што е Петар Андоновски, наш истакнат автор, писател. Сега понатаму како ни Јана Акимовска, секако која што настапуваше на првиот Пич Прич, уметница. Ја имаме и книжевничката како регионална гостинка Мима Симич. Секогаш од регионот поканувате барем еден гостин? Да, барем еден гостин од регионот, Мима Симич, која што е активистка, ЛГБТИ активистка. И исто така книжевничка. Некако многу е добро кога имаме повеќе книжевници, затоа што нивните приказни се покажале како многу интересни. Добро, вие сега секогаш темите се, да речеме, општи, можат општо да се сватат, меѓутоа се и многу женски, кога ќе ги слушнете приказните, ќе сватите дека па да, оваа тема е всушност женска. Сега цепки не асоцира на хуморот, и како што велите вие, хуморот има една субверзивна улога. Да, има две улоги хуморот. Аз би ги поделила вака лаички. Не сум теоретичар во таа област секако. Меѓутоа, има од моето вака искуство две насоки има во хуморот. Едната која што е позастапена е многу често исмевање со инаквоста, со другоста, и ми се чини дека служи најмногу за одржување на статус-квото. Као ги поддржува, да кажам, доминантните односи на моќ во општеството. Хетеронормативен е тој хумор, ги исклучува тие што се малку поинакви, ги напаѓа тие што немаат толку пристап до средства и така натаму. Видовме дури и сега еден обид на хумор колку неславно заврши и каков скандал произлезе од последното доделување на Оскар, иако тука не би земала јас страни, едноставно само би го посматрала, тоа би го коментирала.
затоа што вклучено беше и насилство, како да кажем, скокотлива, лизгава тема е. И има една друга исто така нишка на хуморот, што мислам дека почна да фаќа поголем подем, секако дека има одамна, меѓутоа на интернетот почна да се јавува, таа е баш исмевање со тие што се на моќ. Таа е и некоја традиционална од друга страна, таа е улогата на џокерот, на оној што кажува дека кралот е гол. И што сосем спротивно, значи го разнишува статус-квото. Кажува што и сега традиционалниот хумор ги исклучува жените. Нема нешто познато, ретки се познатите комичарки. Тоа сакав да те прашам, Ана, за например кај нас ретко може да се види, скоро па воопшто, да се види жена која што например настапува на оние популарни стендап комедии. Немаме комичарки жени. Да. Исто така во медиумите каде што има некакви хумористични содржини, повеќето се мажи, а жените служат само како поддршка на она што веќе го кажуваат мажите. Да, точно така, или како украс. Би рекла дека првата улога е украс, а втората улога е или се предмет на исмевање. Има многу успешни секакви дела во сите уметности во кои што главната тема е исмевање на некоја жена, особено ако жената дошла на позиција некаква, затоа што тоа се смета за неприродна улога, за неприродна позиција. Меѓутоа, еве ќе спомнам Хана Гетсби и незината многу популарна стендап комедија на нет. Мислам дека од тој момент некако во популарната култура во последниве години почна да се промовираат и жените се повеќе како затоа што нивната самото присуство на некој начин веќе го менува статус-квото, самото присуство на жена како комичарка. А понатаму женските искуства се често исмевани и сега баш обратно. Односите на моќта се менуваат со тоа што жена, која што ги живее тие искуства реално, кои што се често предмет на подсмев, почнува да се исмева со оние традиционални, нели имаме во популарната култура окей бумер, нели бумер е некоја сепак позиција на моќ, на некој што често е повикан да каже мислење. Се трудиме на тој начин да го свртиме ова, со оглед на тоа што се докажани раскажувачите. Например, од претходните настапи Софија разговарала за мајчинството. И сега, еве, само што ќе спомнам мајчинството, во популарната култура има мамички. Штом речете мамички на интернет, тоа е веќе став со подсмев. Не навлегувам во тоа колку е оправдано или не и какви се има обштествени реперкусии, меѓутоа самите тие традиционалниот хумор многу често тој став го зема. Понатаму Мима Симичи го проблематизира бидувањето ем жена, ем припадник на ЛГБТИ групата. И тоа е многу интересно. Петар исто така ја предизвикува хетеронормативноста. Така што и уште една раскажувачка што заборавив да ја спомнам, Илина Арсовска, нашата алпинистка и уметница, која што наскоро ќе има и промоција, односно можеби имаше веќе промоција на книга, само што издаде книга. И таа исто така е жена што е во типично машки простор. Во која смисла во типично машки? Па алпинистка со тоа што е, да, тоа е. Се уште алпинизмот се смета само за машка работа. Особено кога станува збор за освојување на тие највисоките врвови. Мислам дека е таа само една од две жени на Балкан што ги има искачано 7 највисоки врвови во светот. Добро, значи ова е супер одлично запознавање на сите оние заинтересирани, верувам дека ќе има, бидејќи не само во Битола, туку и тука во Скопје кога се одржува пич-прич, салите се преполни, смеење има до солзи, има и солзи од тага, се разбира, секакви приказни имало. Да, имало и тажни приказни, но овој пат ќе бидат смешни, тоа ни е целта. Ана, ти благодарам многу што беше гостинка во овој наш утренски брифинг. Се надевам ќе се видиме пак по повод некоја друга женска тема. Да, ако може само и на кратко, со оглед на тоа што јас имам службено патување што не можев да го одложам, ќе имаме една мистериозна водителка што ќе ме заменува. Така што ќе има уште една причина повеќе да дојдете на Пич-Прич. Добро, благодарам многу.